сакам да нагласам дека јавното претпријатие, рековте дека функционира веќе 3 години и состојбата со бездомните куќиња во Струмица и околните населени места, значи имаме благо намалување на популацијата на бездомни куќиња. Сето тоа се случува затоа што ние функционираме на начин залови, третирај, што при третирањето влегува овде стерилизација, односно кастрација на бездомните куќиња и вдомување, или ако не се вдомат куќињата, се враќаат на терен, онаму каде што се заловени истите. Сега, со самото тоа, што сите единки кои се заловени од страна на стационарот, ниту едно нема да излезе од стационарот кој нема да биде истретирано. И овој тренд ќе продолжи, меѓутоа потребно е долго време за да дојдеме до намалување на вистинската бројка за бездомните куќиња во општина Струмица. Колку куќиња се заловени во текот на минатата година? Сигурно имате бројки? Да. Значи во 2025 година ја завршивме годината со купна бројка од ново заловени куќиња околу 177 прво заловени, а додека куќиња по пријава повторно заловени кои веќе го имаат поминато третманот, меѓутоа нели се случува да пријават граѓани за собирање на поголеми групи на куќиња околу 50 и куќиња со сопственици околу 20. Е вкупната бројка за 2025 година. Додека во 2026 година за само 2 месеци имаме заловено околу 65 куќиња и се третирани како што треба се. Дали се подига свеста кај граѓаните за чување, згрижување, и имате и кампања, ако не се лажам? Вака сега, ова е најтешкиот и најгорливиот проблем, бидејќи многу кај граѓаните уште одговорното сопствеништво е на многу ниско ниво. Па како прво, кога ние сите треба да разбереме дека штом земеме едно куче да го гледаме како домашен миленик, тоа не е играчка. Туку не значи дека сега е мало интересно, кога ќе порасне дека треба да се врати на улица или да се пушти било каде, и најголем и најгорлив проблем е, но затоа во иднина ќе правиме кампањи и треба да разберат дека сопствениците дека најдобро е уште кога тие се сопственици да почнат да се ги стерилизираат истите со цел синџирот на таа алка да не се размножуваат, да се сопре. Водате ли евиденција, се подобрува ли овде со ситуацијата, со оглед дека имаме јавно предпријатие кој што постојано укажува на тоа за одговорно сопствеништво? Да, реков дека во последните 3 месеци имаме голем замав и да кажам нон-стоп сме на терен и поготово секојдневно патролираме со вработените на критичните точки кај што има пријави од наши сограѓани и е доста на задоволително ниво веќе бројката со бездомните куќиња во градот Струмица и околните места. Господине Михаилов, спомнавте дека размислувате на кампањи, но колку пак струмичини имаат свест да здомат куче директно од стационарот јавното предпријатие Лана? Велите во почетокот дека имавте хуман третман, но и чувате таму дел од куќињата. Сега, тука сме за пофалба и самите и вработени кои учествуваат во истото, и бројките сами кажуваат што во 2025 година процентот на вдомени куќиња е околу 40%. На вдомени куќиња од стационарот. Да речеме, ако имаме заловено околу 177, над околу 70 куќиња се вдомени кај нови сопственици. Какви, што бараат најчесто? Сега, значи луѓето бараат од сите сорти на куќиња во зависност од местото каде сакаат да ги чуваат. Пример, поголеми куќиња бараат сопственици кои имаат викендици, имаат, да кажам, фирми кај што, додека тие што се низ градовите бараат помали расни куќиња. За крај, господине Михаилов, која е она порака што сакате да ја опатите? Пораката што сакам да ја упатам, пред се да се покрене свеста кај сите чинители на општеството за одговорно сопствеништво, да самите иницираат кастрација, односно стерилизација на своите домашни миленици, или да ги чипираат, бидејќи ако не ги чипираат, тие немаат никаква одговорност и кога ќе ги пуштат на улица,
и законот и ништо не може да се спроведе. Само да се крене таа свест кај граѓаните.